Јавната здравствена установа Здравствен дом од Велес во моментов располага со доволна количина на заштитни и дезинфекциони средства, што може да ги заштити во работата, како персоналот, така и пациентите кои што гравитираат од општина Велес, Градско и Чашка. Воедно сите домашни посети и итната медицинска помош ги одвива тековно во оваа вонредна состојба, изјави во телефонско јавување за Здравкин телевизија портпаролот на јавната здравствена установа Здравствен дом од Велес, доктор Страхил Тодоров. Воедно тој апелираше до граѓаните да се почитуваат мерките кои ги наложуваат Министерството за здравство за заштита од коронавирусот COVID-19. Можам слободно да кажам дека состојбата со коронавирусот на територијата на општина Велес, Градско и Чашка во изминатиот период, согласно податоците кои што ги добиваме од Министерството за здравство, е следната. Тоа значи дека на територијата на овие три општини, поточно на територијата на општина Велес, имаме само 3 позитивни потврдени случаи. Денес, согласно информациите од Министерството и од министерот Филипче, немаме нови позитивни случаи во Велес. Немаме информации за позитивни потврдени случаи од останатите соседни општини Градско и Чашка, кои што гравитираат кон здравствениот дом во Велес. Оно што можем да го кажем е тоа дека здравствениот дом во Велес во моментов располага со доволна количина на заштитни средства, на дезинфекциони средства и на сето она кое што треба да ги заштити своите вработени и персоналот од службата за итна медицинска помош и домашно лекување. Во однос на капацитетот располагаме со доволно персонал кој што е комплетно мобилизиран и целосно подготвен да им излезе во пресрет на здравствените потреби на граѓаните на овие три општини. Оно што можем да го кажем е тоа дека се водиме по строгите правила и протоколи кои што се дадени од Министерството за здравство и од Институтот за јавно здравје при Република Северна Македонија, и оно што е важно е дека сите сомнителни случаи, исклучиво по наредба на епидемиолог од Центарот за јавно здравје од Велес, со наше специјално транспортно возило и возач кој што е комплетно облечен во заштитни средства, тоа е скафандер, заштитни очила, заштитна маска, чизми и ракавици, за еднократна употреба се транспортирани од дома до Центарот за јавно здравје со цел земање на бриз, односно примерок за потврда на потенцијална корона, и исто така, ако има потреба, истите тие пациенти со возилото и шоферот се транспортирани до оделението за заразни болести при јавна здравствена установа Општа болница Велес. Оно што сакам да го потенцирам е тоа дека сите сестрински посети и домашни посети од страна на службата за итна медицинска помош се одвиваат тековно, без забрани и ограничувања. Ние располагаме со доволно човечки и секаков капацитет да можеме во оваа кризна состојба да се справиме со целата оваа ситуација. Вонредната состојба ја почитуваме максимално, дури и за време на полицискиот час, нашата дежурна служба е отворена на располагање на граѓаните, ние им даваме соодветна медицинска потврда, дека тие дошле кај нас на преглед, дека прегледот е оправдан со соодветна терапија која што е дадена, со цел да може, доколку бидат сопреми од службите на секторот за внатрешни работи Велес, да можат да докажат дека навистина биле на медицинско лекување, преглед и друг тип на интервенција. Оно што сакам да го потенцирам е да апелирам до граѓаните на овие три општини да останат смирени, да веруваат исклучиво на информациите кои што ги споделуваме ние како официјални лица за односи со јавност од соодветните три јавноздравствени установи на териториите на овие три општини. И секако, сакам да апелирам до граѓаните на општините Велес, Градско и Чашка да останат мирни, да ги почитуваат препораките на владата на Република Северна Македонија, на соодветните министерства и служби, и секако, оно што е најважно, да останат дома, да ги ограничат контактите со повозрасните личности во нивното семејство и доколку почувствуваат било какви симптоми, прво да се пријават кај нивните матични лекари кои што треба согласно новите протоколи да им закажат термин со цел земање на бриз и понатаму упатување на соодветно лекување и третман. Секако апелот сакам да го дадам пред се на највозрасните, кои што се најранлива категорија на граѓани погодени од оваа состојба,
да останат дома, да нивните помлади им ги купуваат потребните намирници за секојдневниот живот и се разбира да ги снабдат со лекови и други потребни средства. И оно што е важно, сите оние кои што немаат кој тоа да им го направи, има телефонски линии кои што се достапни и тие телефонски линии се дадени од Црвениот крст, од Општинската организација од Велес во соработка со Општина Велес, со цел да може непречено нивно снабдување со намирници за храна и лекови.